Здраво, дечки, во ова видео ќе позборуваме малку околу тоа што има ново во DevHelper апликацијата. За тие што прв пат слушате за ова апликација, значи тоа е апликација која почнато да ја работам некаде пред короната, значи добри 5 плюс години работам на истата и на самиот почеток се што беше апликацијата беше крос-платформ апликација која работеше на macOS, Windows и Linux и целата апликација беше ова мени кој што може да си го конфигурирате преку еден JSON файл што изгледа, сега ќе ви покажам како. DevHelper. Курсот ќе го отвориме. Значи, вака изгледаше тој JSON файл, каде што може да конфигурирате ова текстот што ви се покажува тука горе, бојата на текстот, потоа имавте пингер, значи тој пинга на секој 500 милисекунди по десено тука, пинга google.com и во зависност од тоа ви се покажува второто иконче што летен си ви покажува, за да знаете, пример, кога сте снимали интернет или нешто такво. Дополнително може да ставите тука и некој ваш сервер, да го пингате цело време и кога ви падне серверот, одма да знаете дека ви паднал или нешто такво. Тука имате некои дополнителни конфигурации за самата апликација што е внатре, но ова не беше дел од првичната верзија. Тука имате овие items, некои ареи, кај што може да подесувате да имате команда или да имате сабмени, значи команда ви е, да речеме, ова Android Studio, каде што ќе се изврши некоја shell команда, терминал команда и ова Caffeinate. Исто така меню, значи може да разгранувате колку сакате да ставате сабмени. Гледате, тука имам пример React Native, имам уште едно внатре, така натаму и тука имате, гледате, во ова имате type URL, значи да ви отвори некој URL, After Connect ми ставено да ми го отвори во Google Chrome, значи може да подесите браузер, може ставите Firefox, докато не ставите ништо, ќе ви го отвори во тој дефолтниот браузер. Тоа беше првата верзија од апликацијата. Потоа, после неколку години, пошто ја користев ја на девна основа, пошто малце ми беше штуро да имам, тогаш немаше вако да правиш пин на табовите во Chrome или нешто такво, требаше да имаше bookmarks, пример за дели или нешто такво, многу ми беше побрзо да кликнам тука и да отворам некој линк на Google Meet или не знам што, за одма да се пуштам на делито или пример да не ја отворам по Notes или да гледам во package.json која беше командата се избилда или се стартува некој проект, едноставно си го имам ставено тука, кликам на копчето, се билда, се стартува и така натаму. Значи, тоа ми беше првичната замисла на апликацијата и зашто ја користев и до ден денес ќе користам. После тоа ми текна да додадам и уште еден UI layer на таа апликација, значи тоа е, значи ова сега, тоа беше, ова веќе стана верзија 2.0. Значи не изгледаше ова толку убаво и немаше толку многу фичери како што гледате сега. Ова моменталното е тоа што го работам сега кога имам слободно време и ово е, значи, DevHelper 2.0, ама ово е верзија 2.0 од верзијата 2. Од DevHelper 2 верзија 2.0. Последната ми е, пошто апликацијата е достапна и на Mac Store и на Windows Store, правев некој експеримент да видам колку луѓе ќе ја купат, ставена по цена од $2.99 нешто такво. Ја имав купено неколку луѓе и кога видов дека тоа не функционира после неколку месеци, ја пуштив open source, значи репото беше доскоро отворено. Кога почнав да ја преработувам сега, повторно го затворив, кога ќе доставдам C, ќе го разгледам кодот да видам да не имам некои случајно комитнати работи што не треба да стојат таму и најверојатно повторно ќе го отворам. И сега што е ново во оваа верзија? Значи во претходната, значи сега има целосен редизајн на апликацијата и до верзијата 1.4 го имавме овие неколку апликации што беа JSON форматер. Значи тука едноставно може да ставите некој JSON файл, ќе ставите paste и имате табови, тоа беше од претходната верзија. Едноставно тука ќе ставите paste команд Ctrl ќе ставите и ќе ви биде вака убав разгранет JSON, значи ова сето ви се зачува на
кај вас на диск, не оди никаде на сервер да се зашуви ништо. Сите податоци се локално, ништо не бега тука. И дополнително имате пример да генерирате од овој JSON типови, да речеме, за TypeScript. И тоа може веднаш да го копирате. Другата екстензија што беше е Notes, значи проста Note апликација, каде што во MD формат може да го форматирате и така натаму, и дополнително може тука да треба ставам Enter да се генерира, како што гледате имате MD синтакса тука, или можете едноставно paste да ставите некој MD файл и може да го симнете како PDF дополнително. Имавме и ова апликација, ова е преку Mermaid.js, може да креирате flowchart диаграми и едноставно може или со кликање, или ако стиснам четврка, ќе ми се додаде нов елемент, да речеме нешто вакво, ќе одбара вакво и ќе гледате имам додадено ново ова елементче што е групирано. Можем и, мислам дека беше шоткат со Shift ли беше? Со Shift 4 за брзо да додам. Иште вие бројки 4, 5, 6 и само со Shift и ставам ги на брзинка за сакам на ова и ова да ги поврзам, ги селектирам двете со ваква диамант, речеме за разграбнение, Shift и 6 и ќе ми го даде ова тука, четворката. Дополнително значи можам да правам едит на овие, да ги променувам, може да гледам тука кодот кој е во Mermaid.js, можам ова да го даунлодирам како SVG и како PNG и така натаму. Сето ова значи ви се пресестира на Discord и може да симнувате, да правите што сакате со него. Тие беа иницијалните колку беа 1, 2, 3 апликации. Дополнително, после некое време во некој од верзиите 1, 3 или не знам која беше. Пред тоа имав и сетинг за апликацијата, каде што место преку JSON-от можете преку ова settings UI да ја конфигурирате апликацијата со кликање, да додавате нови елементи тука и така натаму. Скролањето ми изгледа расипано, треба да го средам. Да, не можем да скролам, мислам, да. Ќе го, може би, бидејќи сум во оваа апликација, што нешто се случи тука. Да, нешто има некој баг во таа апликација, навратно ради Canvas-от. Значи може да додаваме тука нови айтеми и така натаму. Значи место да идете пешки да го менувате JSON, мада мене ми е полесно во JSON, што ја знам апликацијата некој ми е по-брзо да пишувам код JSON, код пасти така натаму, место да кликам, но го имате и тоа како опција. Потоа спомнав за екстензиите. Дополнително имаме можност да креираме екстензии. Значи, ова апликација има одредени API кои што експознати и за истото тука имате документација. Значи, се е документирано, плюс тие екстензии што ги имам јас направено, source кодот е достапен за сите и може да видите тука се што има експознато апликацијата и какви се екстензии може да користите. И сега за сега имам, значи, Clipboard Manager, Network Info, URL Launcher, ова е како некој браузер мини, Amplify, ова е нешто како Postman, Storage Cleaner, ова е како Map Cleaner пример, кај што на Mac-от може да ставите одредени патеки, каде што може кога ќе ви се наполни хард дискот, со еден клик едноставно да ги чистам, ќе ви ги покажам сите една по една. Командли ова е терминал, Stopwatch штопрека, Quick Notes и Notes апликација, да видиме една по една, ќе ги инсталираме. Дополнително, значи пошто секој може да креира екстензии, секоја екстензија која што ќе биде аплодирана на сторот е врзана преку OpenAI да го провери кодот и ќе ви пише тука детално кој API таа екстензија ги користи. Тука имате краток опис што екстензијата прави. Ова погоре ви е самиот девелопер да пише што му прави апликацијата, но AI ќе го анализира кодот и ќе ви каже дали тоа и тоа се софаја. Значи, колку е оваа ми е означено како suspicious, пошто користам некој API кој што се чита од клипбордот и запишувам, ајде да ја инсталираме една.
Network Info и таа ќе инсталираме дополнително, значи може кога ќе си направите ваша екстензија од файл да инсталирате екстензијата и пример имам направено јас една што е малку malicious екстензија, да ја најдеме. Configurations, extensions и нешто на фоно беше friendly timer. Значи ова прави нешто смешно, се вика таймер и ако пробам да ја инсталирам, гледате врти, се праќа на OpenAI и чекаме OpenAI да го валидира тоа и вика dangerous extension detected. A countdown timer that secretly exfiltrates user data and installs persistence mechanisms install. Дали сакате да продолжите или не, значи не сакам такво нешто да инсталирам, така да имате safety guard тука. URL launcher, Epify, storage cleaner, command line, значи ќе ги покажам сите една по една, треба да се 8, да имам 6. Clipboard Manager, значи едноставно, се што сум копирал и како што гледате ми се зачувува тука и ако имам пример некој подолг файл, ќе имам тука 3 точки ставено и можам да видам што точно сум копирал и да го копирам повторно. Значи јасно. Ова Network Info, ајде да не го отворам, пошто ќе ми покаже, до души сега сум во странство, така да не ми дали која ми IP адресата, што оперативен систем има, меморија колку има, IP адресата и други информации околу самиот network. Пота URL launcher, како што гледате мини браузер и се што прави е едноставно во браузерот ми отвара тоа URL. Пота имам Epify, тоа ми е како Postman, да видим дали ќе се пушти или има некој баг. Треба да се пушти, да пробам уште еднаш. Зашто не ќе го пробам другите. Нешто се расипа, да ја рестартираме, може да проработи. Applications, значи уште не е стабилна апликација, треба да се провера дополнително некои работи, до кај додевме до Epify. Да, ево, сега работи, да видим дали е нешто зачувано. Видам тука некој зачувано, значи можем да пуштам реквести, дополнително можем да импортирам CRUL, каде што ќе нема потреба да пешки да ги пишувам body header и тие работи, значи да се зачува, history што сум правил, што сум си играл, така да тоа е Epili или нешто како Postman, Network Info го видевме, stopwatch, штоперка и ништо повеќе од тоа. Што има друго? Storage Cleaner. Тука, значи, како што реков, пишува каква ни е состојбата со меморијата на дискот и дополнително може да додаваме некои патеки, кај што знаеме, пример, derivative data во library на macOS, знаеме дека тоа се доста често пуни, node modules, кешови, такви работи, се едно копче едноставно да ги избришеме или што и да ви треба, значи, за брзо чистење. Storage Cleaner, URL Launcher го видовме, Stopwatch, Node се видовме, видовме, Command Line, ова е терминал, значи буквално терминал, тука му ставате некоја патека, може да промените патеката ако сакате друго да ви е home, го извршувате и пишува што имате во таа патека, running background и така натаму. Значи ово се само како sample екстензии, како што реков, тука на која ќе се логирате во апликацијата, ќе имате пристап до developer менито и тука ќе имате документација, може да искчитате целата документација, се направите било каква екстензија и потоа едноставно да ја аплодирате. Јас ќе ја проверам и докога ќе ја потврдам и потоа вашата екстензија ќе биде достапна тука во овој extension store. Сега продолжуваме со поинтересните апликации, значи Flowchart ја видовме. Ова е последната екстензија на која што работам, значи ова е нешто како Figma. Едноставно, значи, можам да креирам темплейт мобилна апликација, значи ова за wireframe креирање мобилна апликација или вебсайт. И потоа тука можем да ставам разни елементи, можем пример да ја сменам иницијално бојата на позадината, да биде да речем некоја потемна,
да сменам што ми се пишува тука facebook.com/test, што ми пишува во адрес барот, да ставам иконка на левата и на десната страна, да речем тука да имам нешто плюс и тука потоа можам да редам, да кликам да ставам работи што ми требаат за овој wireframe, тука што гледате можам да додадам други работи, да ги прередувам, да пишам копчето, да го палам, да го гасам. Имате, се ми иде drag and drop, ама сега ми само со кликање, можем и тоа да го направим со drag and drop да работи. Разни елементи доставате за мобилната апликација, значи имате статус бар, да додадам уште еден екран, значи може да давате повеќе екрани тука и да речем ќе ставам статус бар, да имам тука горе, ќе дадам уште еден, да речеме up бар да имам, сменам десната иконка, можем да bottom navigation, сега нека имам само 3 сега за сега, и од тука можам ова да го експортирам и ми ќе го зачува како JSON и да го препратам на некој друг и он кај него да го отвори на машината, значи можам и слики да ставам и тука да аплодирам слика, значи сето тоа кое ќе го зачувам како JSON со слики со секој отиде на кај тоа што ќе му го пратам. И дополнително реков, може да го симнете било кој селектиран екран како PNG и да го даунлодирате целиот дизајн, еве да речем целиот дизајн ќе го симнам, replace и имам сликата од двете овие работи. Значи пак ќе речем сето ова сега ми е замислено да иде скрос фри. За овидина најверојатно може ќе додадам некој paid верзија, кај што ќе имам дополнително некој AI фичери кој што ќе можеш преку промпт да генерираш фреймови, wireframe-ови или како и да е, но сега сето ова што го гледате, замислата ми е да пробам преку ова да се изгради некоја комјунити каде што луѓето би креирале екстензии и така натаму. Така да се надевам дека ви се допаѓа тоа на што работам и се надевам дека ќе имаме успешна заедница изградена околу DevHelper. Поздрав!